Демонстрантите во општината Staten Island во Њујорк го слават блокирањето на предложеното засолниште за мигранти во нивното соседство. Мислам дека дури и луѓето кои се слободоумни за прифаќање мигранти сега сватија дека тоа не чини. Досега се сместени над 100.000 неодамнешни мигранти. Градоначалникот на Њујорк, Ерик Адамс, предупреди дека тоа може да има сериозни последици врз градот. Како некој се осмелува да каже дека Њујорк не поминува низ криза? Тоа е тажниот дел. Кога примате по 10.000 луѓе месечно и нема на повидок за пирање, нема да барам соодветен начин да бидам политички коректен за да ви кажам дека ова може да го уништи нашиот град. Според неодамнешното истражување на коледжот Сиена, мислењата на секојдневните њујорчани за мигрантите кои пристигнуваат се менуваат. 79% од демократите, најмалку 79% од републиканците, најмалку 79% од независните, од сите тие групи, сите велат дека неодамнешниот прилив е сериозен проблем. Мислам дека проблемот со мигранти многу влијае на тоа како гласачите гледаат на претседателот. Музафер Чишти, виш соработник во Институтот за миграцијска политика, исто така верува дека тоа може да има импликации за престојните избори во 2024. Ке се одрази врз изборите, не знам колку, зашто сме уште повеќе од една година до гласањето. Дотогаш може да запре приливот на мигранти, но мислам дека тоа ќе има влијание. Градоначалникот Адамс спроведе неколку неодамнешни мерки со цел да се намали привлечноста на Њујорк за потенцијалните новодојденци. Сепак, за многу мигранти, привлечноста од градската економија и придобивките се магнет за нив. Некој ми препорача да дојдам овде бидејќи можам да добијам слика за градот, можам да добијам Медикејт и прифатилиште каде што ќе можам да живеам. Ако сте нов мигрант, вие сте дојденец, а најдобриот град за живење е Њујорк. Не сите њујорчани имаат негативен став за овие неодамнешни пристигнувања. Многу жители на Манхетан помогнаа. Њујорчаните ги прифатија и се дарежливи. Њујорк во неговата срж, можеби не градските власти, но градот останува отворен да посака добре дојде, со дарежливи луѓе кои имаат љубезно срце. Во време кога политичките последици од мигрантското прашање го обрануваат големото јаболко и другите поголеми метрополи во САД, се уште не е утврдена ефикасноста од асимилацијата на овие мигранти и нивното влијание врз локалниот и националниот политички пејсаж.